Производителите на ориз од Кочанско најавија дека во вторник повторно ќе излезат на протести и со земјоделска механизација ќе го блокираат магистралниот пат Кочани-Штип. На тој начин ќе го изразат незадоволството од неисполнувањето на договорот за висината на откупните цени. На денешната пресконференција истакнаа дека се чувствуваат изманипулирано, затоа што жетвата на овогодишната реколта е почната, а откуп нема, ниту пак откупните цени што се нудат се на очекуваното ниво. Во 9:30 во вторник протестот ќе се одржи кај Евроконтрол, а со цел да што е договорено да се исполни. Беше договорено откупот 25, од 25 да не спадне доле. За жал, ни од премиерот, ни од министерот бееме буквално излажани. Ние скоро 3-4 месеца алармираме дека ситуацијата во производството е страшна. За жал, немат слух и само одоблекуваат изборите да поминат, ние ќе се останеме со прсто во уста и ништо нема да видиме. Земјоделците истакнаа дека можни се привремени решенија со итна исплата на основните субвенции до крајот на октомври, а во меѓувреме да се преговара за цените и начинот на откупот. Слушам те и сега дека нешто нудат по 3 динара. Нас не ни интересира дали 3 ќе дадат, дали 5, дали 8. Да ни ја дадат цената испод 25 динара, да не биде откупна цена. Уколку биде испод 25 динара, ние сме чиста загуба. Викат дека храна се качува, се качува. Улези у маркет, од сол нагоре се е качено. Само ризо стоја. На пазару ризо иде 70-80, а нас ни го плаќат 35 динара белио. Значи тоа е срамотна работа. А производителот што го произведува, никаква заработка, трговецот има 100% заработка. Ја не знам у кој правец не водат. Тоа е за на нигде. Ние имавме на средба со премиерот и министерот за земјоделие Хоџа и премиерот Зоран Заев, на која што дефиниравме дека проблемот мора да се реши. Беше од нивна страна изјавено дека цената навистина не ги задоволува трошоците, беа прифатени нашите барања и предлози, меѓутоа решение до ден денеска нема. Имаше некои предлози за некои 3 до 5 денари за исплата на килограм предадена арпа, но сето тоа не е реализирано. Земјоделците го нудат на нивниот ориз, но откуп нема. Има само, мислам дека во Кочани, Левиди Агро откуп, а останатите не вршат откуп. По која цена? Па слушаме дека е околу 17 денари. Со тоа што и сега е уште рана жетвата и има огромна влага оризот. И со тоа се руши цената со одбивањето на 3-4-5% од цената на арпат. Дополнителен проблем за земјоделците ќе биде влажноста на зрното, особено поради интензивните врнежи, поради што земјоделците ќе имаат финансиска загуба при откупот за процентот на влага што ќе им биде одбиен. Според сегашните цени на репроматеријалите, производствената цена изнесува 23 денари за килограм арпа, што е повисока од откупната. Поради тоа, оризопроизводителите апелираа до надлежните да најдат решение за да се избегнат протести и блокирање на сообраќајниците. Пријавувањето до општинските изборни комисии за гласање на болните и немокните лица завршува на полноќ на 9 октомври. За лицата со COVID-19 или во самоизолација предвидено е општинската изборна комисија по службена должност да собере податоци од државниот санитарен и здравствен инспекторат. При тоа инспекторатот е обврзан во рок од 24 часа од добиеното барање да ги достави податоците до општинската изборна комисија. Гласањето на лицата со COVID-19 или на лицата кои се во самоизолација ќе го спроведува посебен избирачки одбор составен од здравствени работници. Избирачите кои на денот на гласањето се наоѓаат на издржување мерка куќен притвор, а кои сакаат да гласаат преку овластен полномошник ќе ја известат општинската изборна комисија најдоцна 3 дена пред денот определен за гласање, односно до 13 октомври на полноќ. Избирачите кои на денот на гласањето пак се згрижени во посебни установи за вонсемејна грижа, ќе гласаат во установата каде што се згрижени, и тоа еден ден пред денот определен за одржување на изборите, по претходна пријава до одговорното лице на установата каде што се згрижени.
Ова гласање ќе го спроведува избирачкиот одбор на чија територија се наоѓа установата за вонсемејна грижа. Гласањето ќе биде на 16 октомври. Во рамки на предизборните активности, Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Кочани одржа пресконференција. При тоа беше упатена критика за нереализирани проекти на локалната власт во изминатите 4 години. На Кочани му треба нова иднина. На општина Кочани и се потребни нови и свежи лица, на Кочани му е потребна промена на локалната власт. Еве деновите од кампања го гледаме градоначалникот кој не сака да биде градоначалник, заедно со нови кандидати за советници, како без меморијата на ветеното ветуваат тоа што Николчо Илиев не го исполни минатиот мандат. Во својата програма ветуваше и излажа дека Кочани ќе го гасифицира. На пензионерите 2017-та им ветуваше дека ќе гради старички дом. Потоа истите луѓе 2018-та ги лажеше дека парите се обезбедени за денес. 4 години по ветувањето и 3 години по лагата за обезбедени средства, истиот тој бесрамно да бара уште 4 години мандат. Срамота. На младите и вети и ги излажа кога вети. Вложуваме во младите, отвораме центри за отпочнување и развој на бизнис. 4 години младите во Кочани чекаа на оваа ветување, ама залудно. Самиот Илиев во својата програма пред 4 години напиша: подражуваме и потикнуваме сите демократски механизми, како петиции, представки, граѓански иницијативи, собери на граѓани и референдуми. Внимавајте добро, и референдуми. А барањето за одржување на референдум во Кочани, поднесено во нашиот совет, беше експресно одбиено од оваа локална власт. Почитувани пријатели, еве, вие гледате колку тежи нивниот збор, нивните лаги, манипулации и лажни ветувања. Ама овде сме ние за да не дозволиме пак да ви излажат. Да создадеме нова иднина без лагите и лажните ветувања на Зорле кандидираниот. Изградба на нова спортска сала и реализација на нови проекти за подршка на спортот во Кочани беа најавени на пресконференцијата што ја одржаа кандидатите за советници од листата предложена од СДСМ. Инвестициите во спортот се наш приоритет и во следниот мандат. Општина Кочани има спортска сала што е повеќе наменета за училишен спорт. Со изградба на нова спортска сала ќе се овозможи развој на повеќе спортови, како кошарка, ракомет, одбојка, а секако овде ќе најдат свое место и традиционалните спортови, како гимнастика и борење. Новата сала е предвидена да биде со капацитет за 3000 гледачи. Исто така, за време на викенд, спортските сали ќе бидат отворени во подоцните часови со присуство на професор по физичко образование, а целта е да се мотивираат младите и тинејџерите да го поминуваат слободното време од викендот во рекреативни активности. Планирана е изградба на адреналински парк во местото викано Бавчалук, нова атракција и содржини за младите луѓе од Кочани, можност за дружба, спортување и забава. Почитувани, граѓаните се силата која е гаранција дека Кочани нема да запре, дека нема да назадува. Вие сте гаранција дека ќе го градиме Кочани какво што вие сакате. Вие сте гаранција за победа. Затоа, на 17 октомври, треба да испратиме јасна и силна порака дека Кочани останува на европскиот пат. Комплетирањето на реконструкцијата на мултикултурниот центар во Кочани ќе заврши со внатрешно опремување со мебел, за што локалната самоуправа како инвеститор веќе објави јавен повик. Со тоа ќе можат да се стават во функција просториите и на горниот кат, што заедно со салата и тоалетите на приземјето добија целосно нов лик. Со јавниот повик е предвидено да се набават групни работни маси и поединични бироа, столови и плакари.
За состаноци, хработилници, презентации и слични настани ќе се опреми и малата сала на Катот, во која ќе има засебни работни бироа како и говорница. Се планира за целата набавка да се потрошат околу 500.000 денари. Средствата претходно се планирани уште со почетокот на реконструкцијата на објектот и се обезбедени од буџетот на општина Кочани. Рокот за пријавување на заинтересираните изведувачи трае до 12 октомври, а мебелот треба да биде изработен и поставен во просториите во период од 2 месеца. Со опремувањето ќе се обезбедат простории наменети за активности на граѓански издруженија и културни работници, за млади творци и креативци, простор за изложби и поставки со културно-историско значење од локално поднебје. За таа цел е предвидена и набавка на 4 метални и 1 застаклен постамент за гитари. Реконструкцијата на мултикултурниот центар е проект што го финансираше Европската Унија во рамки на вториот повик на Интеррек ИПА програмата за прекугранична соработка. Кофинансирање имаат и Министерството за локална самоуправа и општина Кочани.